Клиничка болница Тетово почнува правна битка со судовите, откако со правосилна пресуда им е наложено да го вратат на работа докторот кој во 2023 година призна вина дека снимал и објавувал пациентки од гинеколошкото одделение на социјалната мрежа TikTok. Докторот ја тужил болницата за отказот, па основниот тетовски суд и апелација во Гостивар одлучиле дека треба да продолжи со работа. Во Тетовската болница не се задоволни од донесената судска одлука и сметаат дека во конкретниот случај судовите не ги ценеле во доволна мера специфичноста на здравствената дејност, заштитата на правата на пациентите и јавниот интерес. Јавната здравствена установа Клиничка болница Тетово ќе ги искористи сите законски средства што и стојат на располагање, вклучително и вонредните правни лекови пред надлежните судови. Докторот призна вина за кривичните дела, несовесно работење во службата и неовластено снимање. Во однос на евентуално враќање на работникот на работа, установата ќе постапува исклучиво согласно закон, судските одлуки и важечките прописи, водејќи сметка пред се за заштитата на пациентите, професионалните стандарди и нормалното функционирање на здравствената дејност. Дополнително установата ќе ги разгледа и сите законски основи и околности кои се релевантни за понатамошниот работно-правен статус на лицето. Министерот за здравство Азир Алиу денес рече дека не е запознаен со овој случај, па ќе испитува дали како министерство ќе преземат мерки. Имаме лекарска комора која дава лиценци за работа. Ако докторот има лиценца за работа и нема некоја отворена процедура за изабрана за работа, мислам дека треба да се анализира. Од лекарската комора за Телма информира дека прво му е одземена лиценцата за работа на 7 години, но постапувајќи по жалба на докторот, нивен второстепен совет изрекол мерка временно одземање на лиценцата за работа во време траење од 6 месеци. Против оваа одлука доктор Валтон Дервиши повторно поднесе жалба по која се уште се постапува и не е донесена одлука. Бидејќи со правосилна судска одлука на докторот не му е изречена мерка забрана за вршење професија, а постапката за повреда на Кодексот на медицинска деонтологија што ја води лекарската комора не е правосилно завршена. Комората во моментов нема правен основ за да ја одземе лиценцата за работа на доктор Дервиши. Докторот до лекарската комора како клучен доказ поднел нова пресуда од Основниот суд во Тетово со која затворската казна од 1 година и 3 месеци се намалува на казна затвор од 3 месеци, во што е засметано и времето на притворот и парична казна, а не е изречена посебна мерка забрана за вршење на дејност.